Самохран татко, кој живее со своите две малолетни деца и со својата мајка, е принуден од најмала возраст да ги воспитува децата на одговорност и самостојност. Дечињата ме учат цел Мавро, ме учија од овде прво во Гостивар, девојчето ми е 7, машкото ми е 9. Од девојчето од 5 ми отиде. Ја отидов во 5-то одделение Маврово, до сега имам таму само седено во интернатот. Момчето од 5 години го следи татка си на работа, а девојчето се грижи за домаќинството. Од кога момчето работи со мене малиот е од 6 години. Од 6 години, Од 6 години работи со вас? Со мене в шума. Одиме в шума и татко Во ми колку саат станувате? 6-7. И после татко ми ќе ги товарат коњите, му подавам, ги терам коњите надоле. Се бања в корито, дома децата. Се стопля вода. Че се избања девојчето кој беше при мен недава, преку ден, малиот кој ќе дају од работа. Што сакаш, кажи ми? Па би сакала да излезам со другарките в град да прошетам, ама за да излезеш ти треба пари. Не можеш ти да излезеш и ако речат ајде да пиеме нешто, ти немаш со што да фатиш. Дали никогаш си се нашла во таква ситуација, ето да излезеш и да седнете ти да не пиеш? До сега ми се нема случајно. Ама сепак, ако некад одиш в град со Тоа другарка... значи дека не си излегла? Немам излезено, што треба пари за да излезеш. Ако излезеш, ти треба да платиш. А еднаш тие ќе ти платат, два пати ќе ти платат, ова третиот пат не може само тие да плаќа, морат еднаш ти да платиш. Нивниот дом целосно изгоре, оставајќи ги без сигурност и основни услови за живот. Од каде почнал Од тука пожарот? од позади, зашто тука ми е беше таа жиците од струјата. Така? Од тука од позади девојчето си лежи во соба. Така? Само имаше овде една соба, овде као кујна беше и вама соба. И девојчето виде во чат преку прозорот. Од телефонот и скокна од тај. Кој излегва надвор и кад на баба бега од дома изгорем. Тоа отаде право, дека овде греди стара куќа. Немаше Така? плоча. И тя само што излегле се зафати. Колку време му било потребно на 5 минути. огнат? 5 минути само што излегла и овде еве комшијата. Не може ништо да влезе да спаси, ништо. Све дека тоа дрво имам падна внатре и почна гори внатре. Само се спаси што имаше очи. И ништо, стварите све ми изгореа, алишта и све. Јас само видов чат и реков чумбето не гори, реков нема друго што. И мотера памет, реков се запаливме. И ја го оставив телефонот на кревет и одма излегов да видам што е. И беше пламењо више ваму влезе на комшијата вика, гасне од тој другата страна, ама ние не сме го спушнали. И јас само што излегов и одма викав бабо извагај се запаливме. А дотидев да вадам, баба ми живаче изгореше. Отидовте со бајлето во Да. шума на работа? Од 6 и после дојде камионот кај 12. Стари во 2-3 сатот ни се јавија куќата од ванета горите. И ние трнавме надоле да го торивме ште малце камионот и трнавме надоле. Кога дојдовме кровот падна беше. Па имав све тука детство. Какво детство имаш? Од мали слики, све. Највише сакам само да ни се направи куќата. Пошто тука сум навикната и тука пак сакам да се вратам. Тоа ми е најтешко што изгоре куќата.
Добар ден. Срце на дланка денеска се наоѓа во село Николич. Николич пак се наоѓа недалеку од Дојран. Дојдовме да ја посетиме една мајка, која што е мајка на 8-годишната Јована и на 4-годишниот Мартин. Таа е самохрана. И секој ден станува само за да се моли за подобро утре и за повеќе надеж. Од мирното езеро на Дојран, каде водата ја носи тишината на векови, преку старите камени патеки и дворови што шепотат спомени, се раѓа приказна што го трогнува секое човечко срце. Приказна за 3 мали души што се борат за секојдневието, за мајка што не се предава и за баба чии раце, иако уморни, се уште држат цел дом исправен. Ова е приказна за храброст, за љубов која не се мери со пари, за надеж која сјае и кога животот ја гаси. Здраво. Јас сум Криси, драго ми е. Јас сум Јулица. Ние сме екипата од Срце на дланка. Кажи ми како си? Добро. Сама се пријави во Да, нашата сама. емисија. Зошто, љубица? Па, Што се случува? Децата да имат по-убава иднина, за да можем да си најдеме работа. За тоа го дадов Срцето на дланка, Така. за да имат по-безбеден живот. Дали барате работа? Да, барам работа. Значи првично е Да, апелот. првично работа, па после тоа децата да имат соба безбедна иднина, значи Поубав живот. по-убав живот. Дали ќе ме поканиш внатре како Да, добра ќе те домаќинка, за да поканам. можеме да си Да. направиме муабет Да. за твојата приказна? Да. Здраво! Дојди да ме гушнаш? Како си? Добре. Дали некој ти кажал дека личиш на Снежана? Да. Да, многу си убава. Здраво, батко. Здраво. Како си? Како се викаш ти? Мати. Мартин. А ти си Спајдерман? Да. Стварно? Да. Гледај. Пст. Вака прави Спајдерман? Да. Мрежа? Има? Добар ден, јас сум Криси, драго ми е. Во нивната мала, скромна куќа, детското смеење се меша со тивка грижа и невидлива борба. Мајката, жена која животот ја принудил да порасне побрзо отколку што посакала, секое утро станува пред сите. Ги буди своите 2 мали дечиња. 8-годишната ќерка што сонува големи соништа и 4-годишниот син кој верува дека светот е добар. Ги облекува, им подготвува појадок, ги носи во училиште. А потоа, пред да продолжи со денот, тивко шепоти молитва. Молитва за сите, за трпение, за уште еден ден во кој ќе успее да ги заштити. Љубица, дали ќе може да се прошитаме низ ова скромно домаќинство? Може. Може ли да му однесеш во тоалетот? Може. Ајде, повели. Љубица, зашто е ова корпа со алишта тука? Зашто немаме машина за алиштата да ги периме. Затоа е. Ова, Дали зимно време со нешто топлите тука? па, на плин грееме, некој пат вода, некој пат тут соларното. Ама најповеќе на плин. Со плин ли ги... Да, грееме Со тенџере? вода со тенџере, да, за да се баниме. Грееме вода кога е ладно и А дали има грејно тело за да можеш да го нема стоплиш овој грејно простор? тело, нема Како грејно зимно тело. време функционирате? Па ладно, многу е ладно за децата, многу, значи нема топлина, нема. Добро, а како функционираш со тоа што кога ќе ги избањаш со топла водичка и потоа треба да ги изнесеш, да ги однесеш до оваа просторија? Што се случува тогаш? Па тогаш многу ни е ладно. И ладно и ние додека да ги облечам. Додека да ги облечам, додека да ги... Дали тогаш може би со алишата. срцето ти е најскршено? Да, најскршено ми е. Кога не можеш да им дадеш Да. топлина и Топлина кога и- знаеш дека во Не, моментот најскршено смртуваат ми децата.
Имате уште една просторија, да, така? Да, Љубица, овде немате под. да, немаме, зашто има влага и не е удобно за топлина, за такова нема топлина. Така. Значи, А што ви е ова? Мушама ли е ова? да, мушама е ова, зато има влага од се рони зидот. Значи, не е удобно за седење овде. Љубица, кој седи во оваа соба? Само летоска ја користиме. Зимовска не, само летоска кога Кога е топло, кога можете да седите? можеме да седиме. Дали тогаш можеби се одвојувате, бабата да спие тука, вие таму со децата или обратно? Не, значи таму спием, само тука летоска на дена седиме. Вечерта иначе таму па се спиеме, тука не спиеме. Што најпрво би сменила Најпрво во домов? е да има една соба барем. Оваа соба би ја уредила за своето девојченце? Значи една соба барем да има девојчето да има да хуманите граѓани да помогнат, ако сака да помогнат, да има девојчето барем една соба одвоена, да не сметиме на брат ми утро на брат ми на децата. Мајката останала сама со две мали деца. Сама ја носи тежината на деновите, сама се соочува со грижите. Работи каде и кога ќе најде можност, чисти, помага, прифаќа било каква работа, само ако има кој да ги причува децата. Но тие можности се ретки, а потребите се секојдневни. Оброк, облека, лекови, тетратки, книги, превоз. Секој ден е нов предизвик. Љубица, која е твојата приказна од кога си сама со своите дечиња? Па 4 години сум сама со моите дечиња. Самохрана мајка сум, разведена. Го дадов срцето на дланка зашто да имат моите деца по-убав живот, по-добро утро. Значи, да имат соба, детска сака девојчето. Значи, кога станам јас еден еден убав утро, ја облечувам девојчето, ја спремам на школа, ја пуштам на школа да оде. Детето исто така го облечувам, го мијам раце, го си играм тука дома со играчките, стануваме, пиеме со мајка ми кафе. И Живеете со својата мајка? Живееме со мојата мајка, Која што е во пензија? во пензија и живееме со нејзината пензија. Така. Која што верувам дека дека не е доволна за за нас четворојцата. Со нив живее и нејзината мајка, бабата. Но таа не е само член на семејството, таа е темел. Таа е оној невидлив штит што ги брани од светот. Жена која кога била млада многу се смеела, многу работела, многу давала. И животот ја научил што значи мајчинска борба. А денес таа повторно ја живее истата приказна, но сега за своите внуци. Со скромна пензија што едва истигнува за леп, лекови и неколку сметки, бабата дава се што има. Понекогаш и повеќе од тоа. Многу вечери таа тивко го прескокнува својот оброк само за да има повеќе за нив. Бабичка, Да, зашто плачеш? за децата. Ми е многу Вие тешко. го дадовте целото срце, целата ваша пензија. Да. Многу за децата ми е жал. Со една пензија, болесни, морах да земам и брзи кредити. Зашто сте земале брз кредит? Детето беше болно, лежеше во Гевгелие во болница, поде со неимпузии, беше Кој, по Скопје, Мартин. Потоа девојчето требаше на очило да носи, го носеше мајка му на Струмица со комбе. Потоа го носеше на Скопје за научни. Потоа и дадоа очила, мораше да им купаме на девојчето очила, ортопедски обувки, бидејќи се осигурени преку здравството во Гевгелија. И рекле, нели бесплатно беа оние, ама требаше да одат со комбе со девојчето да го малтретира до Валандо, потаму со автобус, па во Струмица, па да се вратат.
автобусот оди до раскрстницата Николич. Потоа доаѓаат пеша, ако ги качи нешто. И секогаш девојче требаше да носи протези, да става до едно ти до со комбето. Навака се вратија 2 пати пеш, за да ги дадат протези, ако ги качи некој, секој се по патиште. Немаме превоз, треба и да платиш превоз. Не остануваат. Дали го вративте кредитот што го земавте за... Не, секогаш го подновувам кога се разболаа децата. Кога Мартинче имаше корона, 10 дена требаше инфузија да прима. Корона имаше, не го примија детето во болница, не рекоа да патуваме, мораше да со такси да патуваат, детето беше болно мало. И 16.000 јас дадов за такси од Доеран. За таксето морав да подигнам, Зедо го поднови за Јована кога требаше за очила, за да оде. И секогаш се го подновувам. И не можам никогаш да го исплатам. Не сакам, нели, девојчето не можеше да гледа, мораше да оди на очари. Оваа мајка со 2 мали дечиња, кои со љубопитни очи го гледаат светот, се бори секој ден за нивното утре. Со секое утринско будење, со секоја грижа, со секој чекор, таа има само една желба – да им обезбеди пристојна, мирна и сигурна иднина. Затоа денес, со сета своја сила и достоинство, оваа мајка бара работа. Не бара милостина, бара можност, бара шанса чесно да заработува, да создаде стабилен дом за своите деца, да им подари детство исполнето со љубов, а не со страф дали ќе има доволно за утре. Љубица, првично ми споминавте дека најпотребно ви е работа. Да. Што се случува? Зошто во Николич да нема работа? Па, Нели ви е барам. близко Дојран? Да. Каква е релацијата од тука до Дојран? Таму пак повеќе нешто сигурна сум функционира. Па барам работа, не одам по сите ресторанти, прашувам, значи немам употреба, така ми кажуват, значи некои имат превоз, некои немат превоз. Едноставно, аз сакам работа, като најпрво ми е битно работата. Како второ ми е битно да са децата обезбедени, да имат по-убаво иднина, по-убаво утро, по-убаво живот. Значи немам като најпрво водник, најпрво вода овде. Сега гледам ова е вашата кујна, меѓутоа каде ги миете садовите? Надвор, кога не врни, кога врни во копатело ги миеме. Оти врни дош, не бива надвор, а кога е убаво времето, надвор ги миеме садовите. Кото второ, нема парауна, немам добар живот. Немам, сакам, значи за тоа јас се пија во Срцена дланка, значи сакам да имам по-убави идни на децата, да имам по-добар живот, значи по-хумани услови за живот. Хумани услови за живот. Незината најголема болка е немоќта, а најголема надеж – добрината од луѓето. Таа денес зборува за прв пат со трема, но и со огромна љубов. Љубица, што моментално ве одржува во живот? Ме одржува во животот децата, като најпрво, 2 дечиња. Ме одржуваат они најпрво во живот и сакам да најдам работа, като најпрво. Немам оти услови водник, перауна, немам, затоа ги мијам надвор садовите кога не врна. Кога врна ги мијам во купатело. Значи, што ви е најтешко? Што ви паѓа најтешко? Најтешко Седи тука Мартинче. ми паѓа кога нема работа и кога нема децата дом, кога немат иднина. Најтешко тоа ми паѓа кога не сум на работа, да сум на работа за да можам да ги прехранувам, за да можат да имат они по иднина. Со што ги праќаш на училиште? Дали имаат за јадење во училиште или пак за јадење целиот ден го поминуваат без оброк? За јадење им давиме по колку има, се грижиме, од на баба и парите се грижиме, им давиме.
за јадење. Значи, ја праќам, няма само без јадење. Кога нема пари, од дома, ако има што, има тоа. Значи, Се трудиш да биде обезбедена како и сите други дечиња, да не бидат да не гледа они јадат, она некој пат оди и со смоки јаде, некој пат значи колку има толку, значи не купувам многу, значи јас кога нема и запишуваме во продавницата, значи затоа јас Ми споминавте дека таму многу и должите. Многу и должиме, да. Да, и затоа јас се пријавив во Срце на Дланка, значи ако има хумен народ, ако сака да помогнат, нешто да помогнат, значи да Што конкретно ви е потребно во моментот? Потребно ми е и перална, и водник, и детска соба да има девојчето, топол дом да имат. Значи, тоа ми е потребно. Љубица, живеете во подрумска просторија. Да. Чиво е ова место? Ова место е не на моја, на мајка ми. На мајка ми собата живееме. А само во оваа просторија спиете? Да, само во ова просторија спиеме. Така? И во ова јадиме во ова просторија. Верувам колку многу ви е тешко за целата ситуација што го гледате вашето дете како се мачи, па и незините дечиња како се мачат. Што ве одржува во живот? Ништо, многу тешок е животот. Кога ги гледам се мачат децата, тогаш најтешко ми е на мене. Ништо не ме одржува во живот, само децата да ми се здрави и живи. Само тоа сакам и да имаат храна, облека, тоа најмногу сакам. Иначе многу е тешок животот кога децата си бараат, а не можеш да им дадеш. Тоа е најголемата болка на една мајка, да. За нејзините деца и за нејзините внучиња. Нема ништо што не можам да им дадам, не можам да работам. Па, комшиите можеби ви помагаат, рековте имате и брат. Имаме брат, да, Дали брат тој ми ви помага? колку може помага, Така. ама и он си има фамилија, значи си има дечиња, значи не може многу да помага, значи кога и он има 3 дечиња и он за не колку може помага. Така. Колку може, тоа е тука секогаш Да. да ви го поклони Да. срцето. Да. Но во тој дом има нешто помоќно од сите тешкотии. Има љубов, има мир, има прегратки, има детска радост. Има мајка која се бори со сите сили за своите деца. Има баба која го дава последното од себе за да им биде подобро. Нивниот дом може би е мал, но срцето во него е огромно. А ова е нејзината ќерка. 8-годишно девојче со големи очи полни со добрина и соништа. Иако е мало, животот веќе и донел моменти што тешко се носат. Јована, ти имаш 8 години. Кој оделение си? Трето. Трето. Која ти е најдобра другарка? Ема. Ема. Што најмногу правите со Ема? Се играме. Која ви е омилена игра? Нека бие. Нека бие, ќе ми објасниш каква е таа игра? Сталка има. Топката го ставиш на сталката и кажува некој нека бие и ако погодиш некој, он не излева. И секојдневно е играта таа игра? Да. Браво. А кој ти е омилен предмет? Физичко. Физичко, добро. Добро, значи сакаш да спортуваш? Да. Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Фризерка. Вау, па ти можеш да го имаш и најубавиот салон во Николич. Зошто сакаш да бидеш фризерка? Отти сакам да шишам. Да шишаш? А ќе правиш ли на мама фризури? Да. Каква фризура? Со каква коса ја замислуваш твојата мајка? Ке ga isfarba. Ќе ја isfarбаш. Добро. Кажи ми, што во моментот тебе ти недостасува? Детска соба. Детска соба? Каква детска соба замислуваш? Розова. Розава? Како принцеза да бидеш? Да. Како Снежана? Да. Браво. Што друго ти недостасува? Телефон. Шопинер. Шифонер? За внатре да си ставаш облека? Да. Добро. А дали
Може би ти фали некоја палто поконкретно или обувчиња? Ми фалат обувчиња. Те стегаат обувчињата? Да, Да? Тоа значи дека ти се мали? да, Кај прстињата те стегаат? да. Кажи ми зошто не купите нови обувки? Оти немаме пари. Што ти вика мама? Кога ќе кажеш дека те стегаат обувките? Вика, одај со нив. Не ја кажуваш дека те болат ноџињата? Не. Зошто го правиш тоа? Оти немаме пари. Еден ден на училиште, кога сите деца раскажувале што правеле за време на одморот, таа Тивко кажала дека и таа била на патување. Кажала бела лага, само за да не биде единствената што не отпатувала никаде. Дома цела ноќ не спиела. Малечкото срце и треперело не од страв, туку од грижа. Кажи ми што ти било најтешко, Мила? Оти не можев да одам на одмор. А каде беа твоите другарчиња на одмор? На Грција. Во Грција? И ти што кажа на училишта? Оти бев на Албанија. Ти кажа дека си била во Албанија, а не беше таму. Зошто го направи тоа, Јована? Оти јас не сакав да кажам не бев. Ми беше страм. И? И јас кажав оти бев на Албанија. Ти беше единствената што немаш одитено на одмор? Да, И кажа дека си била во Албанија? да, Им кажа ти на баба и на мама дека такво нешто си кажала? да. Што ти кажаа тие? Ми кажа не треба да лажеш. Ти после ми ја кажа вистината на твоите другарчиња дека не си била на одмор? Да. А зошто кажа баш дека си била во Албанија? Кој бил во Албанија па ти бе да ти текне такво нешто? Војко ме. Војко ти беше и ти раскажуваше какво е во Албанија? Да, Дали може би ти си извини на своите другарчиња и на учителката? да. Не кажав извини наставничке. Што кажав така. Што ти кажа наставничката? Ништо ја на. Ти рече дека не е страшно, меѓутоа повторно нема да лажеме. Да. А има уште нешто што тешко и паѓа. Девојчето повеќе од една година не е однесено на очен преглед, иако има потреба не затоа што мајката не сака, туку затоа што немаат пари за тоа. Така, кога последен пат бевте на преглед за незините очиња? Пред година дена требаше после 3 месеца да оде. Не можеме да одиме. Нема Не пари. сте посетиле повторно? Не сме посетили, треба во Доктор. Струмица да посетат, да видат како оде веле со тие очила, дали треба да им ги спенат. Стаклата, немаме, не можеме да одиме да дозволиме да ја платам струјата и кредитите да ги платам и не остануваат лековите да си ги купам. И вие користите лекови? Користам притисок, имам за масноти, за срце ми пресо пијам и морам да си ги купам. Надеж, сакам, плачам ги и молам Господа ми даде здравје да ги порастам, да им помогнам за да може да ги порасне. Ми е жал дека мора овдека да живееме кај нас сите на едно место. Сака девојчето да испадне, да ја купа нешто. Нема, бабе, не можам да си купам кој ќе имаме, кој ќе работи. Мајка ти си купи. Најтешко ми е дека девојчето треба на контрола да оди за очила, за очите. Не можам да ја невозможам. Мајка и не е на работа. Мојата пензија недостасува да ја дадам да оде на контрола и не е отиде на една година. Сакам да ја дадам се, најтешко ми е и кога немам, ми е тогаш најтешко, кога не можам да ја дадам. Кога не можете да ги однесете на Да ги лекар? однесеме на лекар. Мајка и некојаш ги носи, со комбе ги носи. Што е на Ова. очињата всушност? Окото ја е затнем каналчето, уште од мала, и рекла дека треба да носи очила. И секој 3 месеца доде на контрола да видат дали им се подобрува каналчето и дали треба да им се сменат стаклата, да им стават други стакла. Не може. Дали тоа подлежи на операција или е само со очила Не се со решава? очила досега, не се ни каже без операција, досега со очила само ни рекоа, ама не можеме контрола да носиме, тоа ми е најтешко да ми се живе.
треба да ја носат на контрола, не можем да ја дадам пари да одат на контрола кога немаме. Тоа ми е најтешко во животот. Кој диоптер го носи? Дали Не знам, луѓето знаеш ти има документи од Струмица, Бали, не знам, ете, без очила не може да гледа, така? Да, не може да пишува, да чити, така си ги ваѓа некогаш. За далеко или за блиску се За блиску им се изгледа. Не знам, јас мајка ја носеше, нели? Пишува во извештаите од лекарите, ама требаше во Скопје, не знам зошто, ама во Скопје за диоптрија да определат каква треба и потоа во Струмица им ги дадува тие. И моравме да прашуваме во која оптика е најефтино за да можеме да дозволиме баре да ја носа очила. Нека се најефтини, само да може да гледа и да можеме на контрола никако да ја носиме. Кога се разболат децата треба со комбе, па дали ќе качи комбе, дали ќе има работници, ќе оде до маркетот, ќе стои таму. Ако не може, ако нема работници, ако не дојде комбат, па треба да забратат, па друг ден да ги носи. Ќе дојдат од Кемпелија. Со автобус, со симната на раскрсница на Николич, па треба да чека дали ќе ги каче некој. И тогаш ми е најтешко. Сепак, постојат моменти во кои тишината во таа куќа тежи. Моменти кога мајката се прашува како ќе стигнеме до крајот на месецот. Моменти кога стравот од утрешниот ден и ја стега душата. Но децата не го гледаат тоа. Тие ја чувствуваат само љубовта. Нивната радост, нивните мали победички, нивните несмасни детски прегратки и даваат сила да продолжи. Колку вашата пензија стасува покрај тоа, нели, што кажувате, пиете лекови, треба да се доноси дома храна, бидејќи вие сте единствениот што прима финансии во ова семејство. Колку ви е потребна вас финансија за храна и колку имате вие храна во моментов? Немаме ние храна, кога одиме на продавница ќе запишиме. Продавачката знае каква ни е состојбата, не почекува. Ама вика Љубица, најди си работи, и затоа она оде летоска работи, па морам и јас да одам. Ми е страх за пензија да не ми е скината, ама мора да одам, за да можем во продавница да дадеме, за да можеме повторно да пишуваме. Не можеме целосно да се изчистиме, да можеме да дадеме нешто предвидејќи и тие робата ја плаќат, не можат на нас да ни дава да не плаќат. Што ви беше вчера оброкот? Оброкот, макарони, повеќе тестенини, шпагети, ни донесо од Елуса. Но можеме да се обезбедиме, Бог за што паштетка некојаш ги земеме или саламичка кој земеме да јадат, гравче вариме, оривче. На што најмногу се радуваат дечињата кога ќе видат на трпеза? На се се радуват они, на се, на малку нешто се радуват. Од 5 динари до чоколадце да им купиш, они се радуваат сегува жецата, на 5 динари до чоколадце да им купиш. Ме помагаат, братучеда една има, кој ќе прави зимници, пиперки сади, ќе донесе да испажиме. Вујко и кој оде некаде се радуваат, го чекаат, бујче. Колку имате залиха во моментов за храна? За храна моментално имаме само гравче што донесо од Елуса, оривче, макарони имаме, рибни конзерви и туна уште имаме. Јас сум многу среќна што во овој момент ќе можам барам за тоа да ви помогнам. Екологистик доаѓа навака за храна. Многу ми е тешко, многу сакам децата да ми бидат среќни, најмногу тоа да работи мајка. Сега ќе се јавам до Екологистик да видиме до каде е вашите пакети. Екологистик поведете? Ало, здраво, Кристина телефон, како сте? Добро. Кажете ми, дали ни е подготвена нашата пратка? Да, подготвена ви е. Кога ќе ве очекуваме? За кратко сме на вашата дестинација. Благодарам, ве очекуваме, поздрав. Добар ден, чао. За кратко ќе дојде, се надевам дека малку ќе можеме ние, односно мојата екипа, да ви помогне во наредните неколку дена да имате убави обраци. Многу благодарам.
се и на сите хумани луѓе што помагаат. На сите многу сум благодарна за моите внучи. Многу ми е тешко. Денес од домота не бара луксус, не бара многу, бара само да преживее. Бара шанса. Мајката бара работа, бара поддршка финансиска, материјална, хуманитарна. Бара можност незините деца да имаат топол дом, храна на масата и надеж за подобро утре. Таа не моли, таа се надева и се бори. Која е вашата најголема желба? Најголема желба ми е да има барем една соба. Прибидејќи куќата е на син ми, ова е моја соба, нели, прибидејќи јас тука сум живеала, нели, и ја примив, нели, за тука и децата, прибидејќи јас некогаш сакам да им помогнам, да го прошетам детето и закачува на тетратките, на учебниците, не може да пишува, па морам да го извадам некаде или јас да им помогнам, па мајка и да го прошета детето, за да може да пишува. Затоа што сте во една соба, нема услови таа да пишува домашна работа, затоа што тоа е сега во таа возраст кога и се ќе скине, се ќе направи некоја белја. Да. Тоа не е затоа што е лошо момче, напротив, затоа што е здраво дете. Да, не сакаме ние дели децата ни се се и не сакаме ни да бидат увредени, ни со добро им кажуваме да бидат добри. Затоа што секое семејство има приказна. А за ова семејство има 3 срца што чукаат во ист ритам. 3 срца што бараат само малку светлина, малку добрина, малку човечност. И понекогаш и најсилните срца, и најхрабрите мајки, и најпосветените баби имаат потреба од туѓа рака, од туѓа помош, од нечија добрина, од срце на дланка. Дали имате уште една просторија која што би можело да се направи, да се уреди за уште една соба попристојна? Џаба би уредиле, бидејќи не е неизино. Не е моје. Утре, кога ќе починам јас, например, нели, ќе се пречат еден со друг со братучет му, на син ми детето. И тој има машко дете, например, а куќата е на син ми. Местото ова е моје. И затоа му реков на син ми, кога таа остана, нели, самохрана мајка со децата, и му реков на син ми, ова плацот, оти местото е моје, ова плац ќе го оставам на Љубица. Да не се лутеш, не се лута мајко никогаш. И ми е грев за децата и на мене, нека седат. Јас додека нели можам, тука ќе се, не сакам ни да се карат со ни ништо. Денес вие раскажуваме оваа семејна приказна не за да ве растажиме, туку за да подсетиме дека добрината е најголемата сила. Со мал придонес од секој од нас може да се промени нивниот свет. Може да се донесе насмевка таму каде што одамна ја нема. Може да се биде причина за надеж. Љубица, јас во моментов тоа што го видов, навистина многу ми е жал што живеете во вакви нехумани услови и што вашите деца растат вака. Нашата емисија, нашата екипа и нашиот спонзор Flex Credit ви доделува 15.000 динари за бела техника, односно најпрво што смитам дека треба да се земе машина за перање алишта. Да. Повелете, се надевам дека ќе останат и плюс пари за да можете уште нешто да си дозволите. А се надевам дека и сите гледачи ќе го стават срцето на дланка и ќе помогнат за ова скромно, но убаво семејство. Да. Значи, ако сакат да помогнат барем една соба да има, девојчето, детска соба барем, не мора многу. Значи, колку милува, толку, значи, да помогнат. Едноставно, те нема кај да живеат, значи, тоа го сакам најпрво и работа сакам, като најпрво. Јас се надевам дека покрај тоа што ќе помогнат хуманите граѓани, ќе имаме и еден апел за работа. Да. За да можеш да им обезбедиш топол живот, добра иднина, значи да не и 3 оброци во текот на денот. 3 оброци во текот на денот. Да бидеме дел од нивната приказна, да бидеме дел од нивниот спас. Да подадеме рака, да подадеме љубов, да подадеме срце на дланка.